Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани колеги, почитувана министерке за образование и наука. Огромна е честа да на говорница се зборува за еден сосема нов закон, закон кој што представува и едно наше предизборно ветување дека ќе се залагаме за квалитетно образование, за образование во кое што талентираните ученици ќе имаат поддршка од државата и закон во кој што ние ќе ги реализираме барањата, односно ќе ги артикулираме барањата на учениците и на наставниците. Со овој закон, предлог закон за математичко-информатичката гимназија, се уредуваат организацијата, функционирањето и реализацијата на воспитно-образовниот процес во математичко-информатичката гимназија. Секако во оваа математичко-информатичко гимназија ќе се остваруваат планови и програми на гимназиско образование. Но она што го кажа и нашата министерка и претходниот говорник, односно пратеничката Јулијана, е точно и тоа дека оваа гимназија, освен тоа што е посебна, што ќе работи со ученици кои што се навистина предодредени повеќе кон природните науки, на кои што математиката му е основа, меѓутоа имаат и посебен интерес за надоградување и продлабочување на своите знаења по математика, физика и информатика, точно ќе го најдат местото во оваа гимназија. Она што најповеќе ме радува во оваа посебна гимназија е тоа што во еднакви услови, со еднаков наставен кадар, во исти, услови кои што не можеме да ги гарантираме во сите училишта во Република Македонија, ќе се образуваат ученици, талентирани ученици од различни градови на Република Македонија. Тие не само што ќе се образуваат, ќе се дружат и ќе се надпреваруваат со своите знаења. Почитувани колеги, сакам да покрај сето она што беше кажано, навистина истрпно беше кажано дека со овој закон во детайл се изработени и се кажани сите оние точки кои што се потребни и услови кои што се потребни за реализација на квалитетна настава во една ваква гимназија. Ќе прочитам член 7 кој што кажува: математичко-информатичката гимназија може својата дејност да ја остварува и надвор од своето седиште, за што согласност дава владата на Република Македонија по предлог на Министерството надлежно за работите од областа на образованието. Министерството. Тоа значи дека оние ученици кои што нема да се запишат според условите кои што се дадени по овој предлог закон, тие кои што се талентирани, а се наоѓаат во градовите на Република Македонија, ќе имаат можност да бидат тренирани, учени од соодветни наставници кои што ќе им помогнат при продлабочување на знаењата, меѓутоа и при тренирање, да речеме, на талентираните ученици за учество на републички и меѓународни надпревари. Она што сакам уште еднаш да го пренесам овдека на говорница е всушност и атмосферата во работата на Комисијата за образование, наука и спорт. Сите присутни дадоа позитивно мислење во однос на овој закон, сите присутни едногласно гласавме и сите навистина со жал констатиравме дека ни фалат колегите од опозицијата, за кои што сметаме дека и тие ќе го дадеа позитивното мислење за овој закон. Предлагам, како известител на комисијата, да го усвоиме заклучокот на комисијата, односно првото читање да помине, односно да констатираме дека има потреба од донесување на еден ваков закон. Ви благодарам.